Добре, криптоентузијасти, во уште едно специјално неделно видео, кое што ќе го гледате во понеделник. За жал, така испадна премногу обврски, но верувам дека ќе не разберете. Значи, ова видео е направено во недела, но со оглед на фактот дека денески имаме лайвстрим во вечерните часови, кој што е многу битен, го одложивме истото за утрешниот ден, каде што ќе може да го погледнете на сите наши канали. Нормално, Patreon заедницата ќе може да го погледне во текот на денешниот ден. Сега, нормално, ова е делот на предниот курс, 170 видео, со тоа што ова е во исто време и дел од нашиот мини серијал Економија како оружје, каде што обработуваме земји кои што се на еден или друг начин нападнати или уништени од страна на Западот со помош на економски санкции, односно економски методи како оружје. Така да, верувам дека ова е еден од поинтересните примери кои што ќе го обработиме во неколку различни сфери, но не забравяйте дека ова ќе го обработиме до падот на Садам Хусеин и ефектите кои што ги има овој пат врз основа на економијата на Ирак во следните години. Нема да го обработиме делот со калифатот и нормално со модерниот дел во денешно време со Иран, како и повлекувањето на трупите на Мурика, затоа што тоа ќе го ставиме за следно видео. Значи ќе мораме да имаме втор дел од ова видео, затоа што би било премногу долго. Така да денес ќе обработиме се од така речено распаѓањето на Османлиското царство, кое што држало голем дел од Ирак, па до 2003 година, кога станува збор за распадот на режимот на Садам Хусеин и ефектот од истиот. Како и да е, значи ова е дел од нашата регуларна програма, со тоа што го добивате во понеделник, а во недела го добивате лайвстримот кој што ви го ведивме во сабота, едноставно моравме да ги преместиме, така да очекувате, тоест веќе претпоставам дека сте биле дел од истиот, каде што ќе одговориме на сите ваши прашања и ќе направиме лов на дно техничка анализа. Во следната недела, како што веќе кажавме, понеделник ќе го имате економија како оружје Ирак, во среда ќе имаме лов на дно техничка анализа, заради тоа што во сабота ќе имаме лайвстрим со FOMC Fed анализа, каде што нема да имаме FOMC состанок, но ќе имаме неофицијален FOMC состанок во Джексон Хол, каде што Ворш, односно новиот Fed Chair, ќе треба да ни даде долгорочно мислење што понатаму со економијата на Мурика, така да официјално многу битен лайвстрим оваа сабота. Во среда очекувате дека Гого Рафаеловски ќе ни се приклучи од ИПРИО, кој што ќе ни сподели што неговата компанија работи, во исто време ќе ни се представи затоа што е говорник на нашата трета македонска криптоконференција на 6 септември во МКЦ во Скопје. Четврток очекувајте токен Rain да биде обработен, каде што ќе направиме целосно истражување на овој проект. И во недела ќе имаме многу битно видео на барање на заедницата, значи беше поставено барање во Patreon заедницата за исклучиво ова видео, а тоа е вештачка интелигенција и крипто. Со оглед на фактот дека едно од дебатите во нашата конференција ќе биде токму тоа, вештачка интелигенција и крипто, на која што јас ќе учествувам, ова ќе биде соодветно истражување кое што ќе го имаме направено пред да учествувам во дебатата и нормално информациите од истото ќе бидат искористени за оваа дебата. Така да тоа е во однос за следната недела и скоро се наоѓаме пред нашата конференција. Не заборавајте, скоро сме таму. mkk.mk, само пријавете го вашето присуство. Сега, почнуваме од самиот почеток. Ова е, би рекол, од античка па до горе-доле современа историја на Ирак, каде што нема да навлегуваме премногу во, би рекол, античката историја на Ирак, која што моментално не ни е битна. Онаму каде што ќе почнеме е буквално доаѓањето на турко-монголите, кои што како биле проблем за Ирак, така биле проблеми за нас, и истите како го држале така речено Ирак, така и нас со векови под окупација. Истата ситуација можеме да забележиме и во ирачките три провинции Мосул, Багдад и Басра, каде што јасно можеме да видиме дека со исклучоци имали, би рекол, повремени периоди, а секој од овие провинции бил во одреден временски период под окупација на Отоманското царство. Се до Првата светска војна 1914 година, кога нормално по пропаѓањето на оската на Турција, Австро-Унгарија, Германија и Италија, истите практично ја губат оваа провинција во тоа време, значи Ирак бил провинција како што сме били и ние во Отоманското царство и потпаѓа под директна контрола на Англија. Значи тоа е практично со како што може да видите мандат даден од Лигата на народите, што била претходната организација неизјавно следува Обединетите нации. Нормално ова е неуспешна организација која што пропаднала, но од 1920 година па натаму практично официјално е под контрола на Англија. Зошто е ова толку битно? Затоа што знаеме дека
колонијалистите од Европа од секогаш го правеле истото, посебно во Блискиот Исток и во Африка, каде што поставуваат така наречен лидер, како што тоа бил нивниот крал Фейсул, уште од 1921 година, кој што води со оваа земја само, би рекол, провинцијално, едноставно истата и понатаму е директна контрола на Англија. Односно, јасно можеме да видиме мапа во која што целиот овој регион, откако се распаднало Отоманското царство, овде го имаме Отоманското царство во различни периоди од неговото постоење и неговата експанзија, каде што јасно можеме да видиме дека во делот од 1950 1520 до 1566 целиот Ирак бил под контрола на Отоманското царство, а пред тоа гледаме дека делови од него, како што кажавме, најголемиот дел од историјата Багдад, онаа провинција Багдад била под контрола на Отоманското царство, но како и да е, како што веќе кажавме, после пропаѓањето на Отоманското царство доаѓа, би рекол, 100 годишно владење на западните сили со мандат даден од Лигата на народите, каде што можеме јасно да видиме дека во овие 100 години целиот овој регион е поделен на француски, се извинувам, Северна Афричка колонија, така наречена Франција, и Мала Британија, каде што јасно можеме да видиме дека Сирија и, би рекол, горниот дел, односно тоа е провинцијата Мосул, е под контрола на Франција, додека остатокот, Басра и Багдад, се или под директна контрола на Англија, или под, како што гледате овдека, влијание на Англија, па се до Палестина на запад. Односно, овдека можеме јасно да видиме дека Англија има директна контрола врз овој регион од 1920 година наодмо. А тоа е битно. Зошто? Економските санкции на провинција не се битни. Пред тоа практично оваа држава, како и Македонија, била под окупација, што значи дека немала никаков интегритет, немала никаква самостојност, едноставно не е поента да го истражуваме овој регион во тој период, затоа и го почнуваме да го истражуваме од 1920 година. Сега, што друго се случило во тој период, во 1920 година, на Блискиот Исток? Ова што ќе погледнеме овдека е уствари кратко видео во кое што буквално се наброени моментите кога за прв пат е најдена нафта во сите овие земји од Блискиот Исток, вклучувајќи го Ирак. Нема да наргуваме премногу, не ни е битно за Саудитска Аравија, Кувајт и така натаму. Тоа што нас не е битно моментално е што се случило со Иран и Ирак и кога. May 26, 1908, a British-funded drilling team struck oil in Masjid-e-Suleiman in southwestern Iran, led by William Knox Darcy and geologist George Reynolds. It marked the first major oil discovery in the Middle East, triggering a seismic shift in the region's economy and global importance. Во превод, 1908 година, кога за прв пат Англија наоѓа нафта во Иран, сваќа која е стратешката значајност на овој регион и затоа истата има огромно влијание во овој регион, би рекол, до самостојувањето на Иран и Ирак, нормално Ирак во 1958 година, затоа малку подоцна, погледнете го сега овој дел со Ирак. In 1909, the Anglo-Persian Oil Company was founded, laying the groundwork for what would become British Petroleum. Soon pipelines and Abadan refinery, once the world's largest, transformed Iran into a key energy hub. Iran was not a sole beneficiary. In 1927, Kirkuk oil field, one of the world's largest of its time, was discovered in Iraq. Bahrain struck oil in 1930. Сега одека нормално ги набројуваат останаците, но вели во 1927 година и Ирак исто така нашол нафта, односно не нашол Ирак, туку оние кои што владееле со Ирак. А знаеме кој владеа со Ирак во тој период, како што ќе кажеме, во целиот тој период во овој регион владее Англија, како директно, така и индиректно. Така да во овој период официјално Англија сваќа дека целото ова подрачје, вклучувајќи го Иран и Ирак, практично представуваат големо богатство. Сега, зошто е ова толку битно? Како што ќе кажеме, во целиот овој период, од онаа карта која што имаме во историјата, значи од 1921 година, па се до 1958 година, тоа е Јулската револуција, не имаме период во кој што Ирак е владеен од така наречен крал. Овој крал нема апсолутно никаква вредност, освен да дозволи на колонијалистите и понатаму да земаат тоа што сакаат од овој регион, како што знаете и сами, тоа не е апсолутно ништо ново, и тоа можеме да го потврдиме. Ова е карта која што ни кажува како изгледала индустријата за така речено нафта и нафтени деривати во 1940 година. Значи, ево, 42 година, као што може да видиме, сето ова што е со, би рекол, розева лилјакова,
боја е уствари под директна или индиректна контрола на Англија. Што можеме да забележиме, најголемиот дел од Ирак е под контрола на Англија, со тоа што можеме да видиме дека истото важи и за Иран, и за Египет, и за би рекол Саудиска Арабија и јужниот дел. Како и да е. Значи јасно можеме да видиме дека Англија контролира целиот овој дел и гледаме јасно дека почнува изградба на нафтени инфраструктури. Следна интересна работа која што ни покажува точно кој и што поседува. Овде е карта од 1960 година, тоа е само 2 години после осамостојувањето на Ирак. Но, зошто е ова битно? Овде ќе ви покажува во однос на оваа инфраструктура која што постоела во Ирак, според оваа карта, да видиме кој уствари поседувал и колку од производството и искупувањето на нафта во Ирак. Погледнете го. Значи, ирачката инфраструктура за нафта е во собственост на Англија 23,7%, тоа е англосаксонска компанија за петролеум, односно Shell, BP 23%, потоа имаме Франција, некаква си француска компанија 23%, ова е, само да видиме чија, Near East Development Company, повторно ова дефинитивно не е ништо ирачко, и ова се повеќе други, би рекол, експлораторски корпорации кои што учествуваат на пазарот. Ниту еден од овие, би рекол, проценти не е на државата, не е на народот. Тоа што може да забележиме. Целата инфраструктура за производство и искупување на нафта е во собственост на колонијалистите. И затоа нормално е дека ќе имаме побуна, дека единствената најголема, би рекол, најголемо природно богатство во Ирак било под директна контрола на Англија и на западните колонијалисти. И еве овдека дури и директно го прашавме, значи да не биде само дека се водиме од овие карти, значи ја прашавме вештачката интелигенција да ни каже што мисли околу тоа кој колку поседувал. Еве јас чисто ставив 1950 година, со оглед на фактот дека 58 година веќе целосно е превземена контролата врз Ирак од страна на револуционерните сили. Вели 100% во 1950 година. 100% од производството на нафта во Ирак е под контрола на Англија, односно British Petroleum. Додека, како што видовме на онаа карта, исто да се потврдува и според информациите од вештачка интелигенција, околу 50% од производството на нафта во Ирак во тоа време било под контрола директно на Англија, 50% во Кувајт, Катар 47%, што значи дека најголемиот дел од производството на нафта во целиот овој регион бил во рацете на Англија. Значи, очигледно Англија максимално го искористила овој регион колку што може, додека може, за практично да профитира и тоа така наречениот нивни British Petroleum. British Petroleum компанија која што е државна компанија на Англија, а Англија не поседува никакви резерви на нафта. Магија, така. Сега да, значи официјално национализирање на нафтата од Ирак е во 1972 година, но пред тоа нормално настапува промена на режимот во Ирак. Односно, во 1958 година настапува револуција, социјалистичка револуција, која што го доближува Ирак многу повеќе до социјалистичките земји, почнувајќи од СССР. Тоа е уште еден удар кој што е недозволив за нормално западните сили да дозволат Ирак едноставно да го изгубат од контрола. 1958 година наследникот на првиот Фајзал, кралот поставен од Мала Британија, е убиен заедно со неговата фамилија, слугите, нешто слично на Романови во царска Русија, што е сосема разбирливо, комплетно ги разбирам луѓето, многу добар потек, како и да е. Ваквото уништување на тогашниот режим носи нов режим кој што е носен од два револуционерни генерали, кои што оприлика горе-доле ја контролираат, би рекол, власта во Ирак до 1979 година, кога истата целосно е превземена од страна на Садам Хусеин. Овој период не е толку битен затоа што немаме толку многу информации, а оние кои што ги имаме е за постојано крвопролевање. Значи, од 1958 година па до 1979 година имаме огромни нестабилности, постојани буни. Не заборавајте дека голем дел од буните доаѓаат од курдското население во северот на Ирак, кој што сака своја држава, и нормално сите се на некој начин, на еден или друг начин крваво задоени, задушени се извинувам, па затоа и во 1958 година по падот на кралот Британија веднаш испраќа трупи во Јордан. Зошто е толку битно тоа? Затоа што Јордан е на границата на Ирак.
стравот и понатаму останал дека доколку оваа револуција во Ирак успее, а успеала, ќе се прошири кон другите колонии на Англија, во оваа ситуација тоа се Јордан и Палестина, па затоа Англија гледаме дека веднаш реагирала со испраќање на сопствени трупи. Како и да е. Нема нешто многу што да се кажува, единствениот битен фактор во целиот овој период е национализирањето на нафтата во 1972 година, која што го направиле токму овие два генерали. Едниот умира во борба, другиот умира во хеликоптерска несреќа, но и власта е официјално превземена од страна на Садам Хусеин во 1979 година со тоталитарен режим, потврдено. Сега, веднаш после превземањето на нормално режимот од страна на Садам Хусеин, започнува Иран-Ирак војната. Значи, ова е војна која што трае 8 години и во тој период, иако не се задоволни западните стопани, би рекол, со промената на власта во Ирак, истите го гледаат Ирак како потенцијална, би рекол, шанса да се елиминира уште пострашниот режим во Иран. Зошто? Затоа што напоредно со падот на режимот во Ирак паѓа и прозападниот режим во Иран, односно е соборен шахот. Тоа може да го видите во видеото кој што го направивме за Иран. Со соборувањето на шахот имаме ситуација во која што имаме радикален муслимански режим. Па така Западот од двете зла го бира помалото и избира да го поддржи целосно Ирак, не само да го поддржи, туку и да го насочи кон напад врз Иран. Ваквата војна започнува 1980 година, нема да должиме премногу, затоа што, како што знаете и сами, нашето видео не е наменето кон на воените конфликти, колку што е кон објаснување на што се случувало од економски аспект. Па така и во оваа ситуација само накратко ќе покажеме што уствари се случувало во текот на оваа војна и што било причината за почетокот на истата, а ќе се осврнеме највеќе на економските ефекти, економските последици. One of the most important wars of the last 50 years is one that we don't hear about much. When, in 1980, two of the Middle East's most powerful countries, Iran and Iraq, waged 8 years of some of the worst trench and chemical warfare since World War I, leaving both countries devastated. This is the war that fractured the Middle East into lines that still play out in nearly every conflict there today. This is the Iran-Iraq War. It's 1979. And Iran is in the middle of a revolution. The country is coming off of decades of being ruled by the Shah. Значи, многу добро објаснување на самиот почеток е тоа дека ваквата војна помеѓу Иран и Ирак буквално го поделува регионот до денес. Односно, алијансата на суни муслимани против шија муслимани многу добро се гледа конкретно во оваа војна и затоа малку подоцна, но овдека многу добро почнува со тоа што вели Иран после падот на Мохамед Реза Пахлави, тоа е така наречениот шах, кој што е директно поддржан од Мурика, Мала Британија и Израел, го превзема нормално, како што они го нарекуваат, тоа муслиманска секта, која што е радикална и која што нормално не одговара на западните вредности на колониализам. Years of the Shah's corrupt autocratic rule, a mass uprising violently overthrows him, creating what becomes an Islamic Republic, headed by an Ayatollah named Ruhollah Khomeini. Khomeini and a group of Shia religious scholars want to impose fundamentalist rule on the country. They establish a military force called the Islamic Revolutionary Guard, which is meant to protect their hold on the revolution and to suppress the other groups who helped overthrow the Shah. The US is watching all of this in shock. Their biggest ally in the region and a major oil producer has just turned from friend to fierce enemy. But the biggest tremors of this revolution... Ова е практично превземањето на Иран и, како што кажавме и ние, ова потврдено на самото видео, дека буквално Иран од најголем коалиционен партнер во регионот станува најголем непријател на Западот. Are felt in the rest of the Middle East. Iran sends out radio broadcasts to Arab countries like Saudi Arabia, Lebanon, Kuwait, and Iraq. Во тој период, остатокот од Блискиот исток, како што веќе покажавме на самиот почеток, е и понатамо под контрола на западните провинцијални сили, односно Мала Британија, Франција и останатите, би рекол, колонијалисти. Со тоа Иран докажува дека може да се оттрне власта на овие сили и нормално, како што гледате и сами,
тоа го пропагира и се обидува да го прошири низ целиот близок исток, затоа што до ден денеска поголем дел од режимите кои што ги гледате како Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати, Катар, Бахрейн, Кувајт, се токму режими поставени од колонијалните сили. Calling for people to rise up and overthrow their own rulers. They're trying to export their revolution to their neighbors, to gain new allies in the region. Neighboring leaders, most of them Sunni Muslim, don't like this. Saudi Arabia's king fears being overthrown, just like the Shah was. And in Iraq, Saddam Hussein sees this Shia religious revolution on his eastern border and worries that the Shia majority that he rules over will rise up against him too. But he also... Значи, Ирак е мнозинство шија муслимани. Иран, Ирак, Сирија и Либан се мнозинство шија муслимански држави. И нормално во тој период Ирак е владеен од суни муслиманите на чело со Садам Хусеин. Стравот и понатаму останува дека домашното мнозинско шија население ќе го надвладее, односно ќе го отстрани Садам Хусеин и малцинството на суни муслимани од власт, а истото важи и за Саудиска Арабија, како што видовте и сами, тамошниот крал кој чијто потомок денеска нормално владее со Саудиска Арабија, се практично иницијаторите на оваа војна против Иран. sees this as an opportunity. The Iranian Revolution has left the country weak and fractured. Khomeini and his Revolutionary Guard are still fighting other political factions for control. The Iranian military, which used to be funded and trained by the United States, is now weak, its leaders having been jailed or executed after the revolution. So in September of 1980, Saddam Hussein decides to prepare 10,000 Iraqi troops to cross the border to invade Iran. Ова е практично почетокот на војната, каде што во септември 1980 година Ирак одлучува да го нападне Иран. Сега, нема пак ќе напомена, нема да налегуваме премногу во самата војна, тоа е нешто што нас не интересира, нас се интересира кој стои позади војната и интересира што истата предизвикала. Ова што гледаме е артикал од BBC во тој период 1980 година. Можеме јасно да видиме дека овдека несомнено и без никакви предрасуди се зборува за тоа како Западот го поддржува Ирак. Интересно во целата оваа ситуација е дека дури и СССР го поддржува Ирак во оваа војна. Буквално поголемиот дел од западната, би рекол, хемисфера, од западниот цивилизиран свет го поддржува Ирак во оваа војна. Со тоа што, значи, ева овдека можеме јасно да видиме од страна на Израел. Значи, ова е артикал од тој период, 7 октомври 1989 година, во време на самата војна, каде што јасно се зборува за тоа како Америка не само што го поддржува Ирак, не само што го помага со финансии и со оружје, туку и официјално стои позади него и бара Ирак да се отстрани од листата на држави спонзори на тероризам. Нормално, тоа значи дека без разлика на тоа како се одвиваат работите во Ирак, моментално Ирак им е потребен за војна против Иран. Апсолутно тоа што моментално гледаме во Украина се случувало во Ирак во овој период. По превод, нас не интересира дали во Украина моментално има неонацисти, нас се интересира дали овие неонацисти може да се борат против Русија. Истото го гледаме и овде. И користите едните да ги елиминирате другите. Па така и во овој период јасно можеме да видиме како Ирак е директно помогнат од западните сили. Сега, ова е мапа која што ни покажува прилика како изгледа поддршката на Иран и Ирак во оваа војна. Со тоа што постои, верувале или не, голем дел од овие држави ги поддржувале на еден или на друг начин двете страни во оваа војна, и Иран и Ирак. Со тоа што оние кои што изрично ги поддржуваат едната и другата страна, кога станува збор за овој регион, прво се суни муслиманите го поддржуваат Ирак, односно суни муслиманите во оваа ситуација како што се Саудиска Арабија, Египет, Саудиска Арабија, Јемен, дел од кој што ден денеска е на страната на Саудиска Арабија, Јордан, како што можеме да видиме, се земји кои што го поддржуваат директно Ирак, додека шија муслимани како што се Либија, Сирија, сега не сум сигурен за Пакистан, како што се сеќавам, они се поголемиот дел суни, заедно со Турција, во тој период ги поддржувале иранците. И тоа можеме да го видиме, би рекол, во некој од овие анализи на вештачка интелигенција, каде што јасно можеме да видиме дека на страната на Ирак во тој период биле првенствено СССР со најголемиот дел од арсеналот кој што го купувал директно од нив, потоа Саудиска Арабија и Кувајт, како што знаете,
Суни, муслимани, Јордан исто така, Египет исто така, Советската унија ќе го спомнавме, Америка која што дала огромни количини на пари и оружје со цел Ирак да го победи Иран, Франција, Мала Британија, Италија, Западна Германија во тоа време затоа што Источна Германија е под СССР, а многу битно, можеме да видиме дека во тоа време забранети оружја како хемиски оружје и газ во директна или индиректна форма биле доставени до Ирак за да се бори против Иран. Односно, Западна Германија е најголемиот доставувач, верувале или не, на хемиски оружја во Ирак. Пак да ве потсетам, ова е Западна Германија која што ја изгубила Втората светска војна и која што станува практично провинција на Мала Британија, Франција и Мурика. Во исто време, Мурика, Мала Британија, Франција, Италија, Шпанија, сите овие земји заедно помагаат во доставување на директни хемиски оружја или пак доставување на продукти кои што може да се користат во производство на хемиско оружје. Значи, сите се буквално инволвирани во користење на забранети хемиска оружја од страна на Ирак во Иран. Дополнително, кога станува збор за Иран, можеме да видиме дека се издвојуваат две, би рекол, земји во однос на најголемата поддршка која што добија во оваа војна, а тоа се Сирија и Либија. Во тоа време Муамер Гадафи и Сирија нормално затоа што е голем, би рекол, противник на Ирак во тој период. Како и да е, значи тоа се двете најголеми држави кои што го поддржале Иран во оваа војна. Сега, оно што нас интересира е како завршила и кои биле последиците од оваа војна. 8 години војна која што завршила како и што почнала. Буквално немаме апсолутно никакви големи поместувања на границата кога станува збор за добивка, зборуваме на територија. Значи, буквално територијата останува целосно непроменета на крајот на оваа војна. За жал, 1 до 2 милиони луѓе се починати од оваа војна, директно или индиректно, дополнителни 500.000 војници се убиени во текот на оваа војна, со тоа што најголем дел на страната на Иран, но не забравяйте дека Иран има 3 пати поголемо население и територија од Ирак. Дополнително голем, би рекол, геноцид извршен врз курдското население на страната на Ирак во северниот дел, кој што нормално постојано бара собствена држава. Економски овие две држави апсолутно се уништиле самите себе си во оваа војна, обидувајќи се да ја победат другата страна. Тоа можеме јасно да го видиме. Значи, ова е долгот на Иран, тоест Ирак, од почетокот на војната до крајот на истата, кој што пораснал, погледнете во ова, неверојатни 300 или 400% во однос на GDP на оваа земја. Значи, бил масивно во долг на крајот на оваа војна. Не се секирајте, ќе биде уште полошо во следниот период. Дополнително може да видиме дека на почетокот на војната паѓа драматично извозот на нафта од Ирак надвор. Со тоа што можеме да видиме дека постепено до 1988 година успеале да го вратат производството на нивоа пред војната, но гледаме дека во поголемиот дел од војната имаме многу намалено производство, како што можеме да видиме од помалку од половина од производството кое што сме го имале извоз пред почетокот на оваа војна. Тоа значи дека Ирак имал многу слаб прилив на средства во текот на оваа војна. Ова е главната причина поради која што Ирак го напаѓа Кувајт веднаш по завршувањето на оваа војна. Односно, како што кажавме пред само некој слайд, Кувајт и Саудитска Арабија се едни од најголемите инвеститори во оваа војна на страната на Ирак, што значи дека Ирак должи огромни количини на пари на крајот на оваа војна на Саудитска Арабија и на Кувајт. Обид за да се припои, така речено, оваа територија со цел на тој начин и да се елиминира долгот кон Кувајт е направен со тоа што во 1990 година август Ирак го окупира Кувајт. Станува збор за многу мала држава, нормално лесно е за Ирак да успее да направи оваа окупација. Но нормално светот не го дозволува ова и Садам Хусеин од шампионот на Западот се претвара во абсолютен терорист на Западот. Did you know Iraq attacked and invaded Kuwait, declaring it its own province in 1990? All because from 1980 to 1988, it endured a deadliest, brutal 8-year war with Iran. During this war, Saddam Hussein borrowed massive amounts from Kuwait and Saudi Arabia, building the total debt of around $80 billion. Iraq pressured Kuwait to forgive its debt, but Kuwait firmly rejected the demand. And later, with its economy heavily dependent on oil exports, Iraq accused Kuwait of breaking OPEC rules by overproducing oil.
Значи, до овој момент, како што видовме, оваа 8-годишна војна била директно финансирана од Саудиска Арабија и од Кувајт. Со тоа што до тој момент практично Ирак после завршувањето на оваа војна бара од Кувајт да му биде простен долгот, тоа нормално Кувајт го одрекува, така речено, не дозволува такво нешто. И, као што знаете, ОПЕК е организацијата која што во овој период веќе постои, на чело со Саудиска Арабија, која што практично ја предводи трговијата со нафта во светот и како картел нормално ја диктира самата цена. И сега нормално како причина, многу добро спомнато во ова видео, значи Ирак наоѓа причина за да направи инвазија врз Кувајт, со тоа што вели дека има премногу големо производство на нафта, која што ја бутка цената на нафтата долу, а со тоа нормално предизвикува останатите, би рекол, членки на ОПЕК да има многу помал профит, затоа што цената на нафтата е ниска. Нормално ова е само причина за да се изврши инвазијата. Driving prices down and harming Iraq. Then, in 1990, Iraq attacked Kuwait, and within 2 days, the entire country was under Iraqi control. The United Nations immediately imposed economic sanctions on Iraq. The US, UK, France, and Arab nations warned Saddam to leave Kuwait, but he refused. Значи, во целиот овој период, нормално, додека Ирак се бори на страната на Запад против Иран, нема апсолутно никакви санкции, се дозволува се што е потребно за Ирак да може да победи оваа војна. Но првиот момент кога, нормално во оваа ситуација, Ирак се врти против, би рекол, протекторат на Западот, каде што има воспоставено кралство кое што е воспоставено од страна на Западот, каде што Западот го црпи најголемиот дел од нафтата, нормално во тој момент веќе се завршува од заштита и нормално одржување без санкции и се имплементираат сите санкции врз Ирак во тој момент. And declared it an Iraqi province. Then the United States, alongside Saudi Arabia, launched Operation Desert Shield, deploying a massive coalition force. When Saddam Hussein still refused to leave Kuwait till January 1991, a 34-country US-led coalition unleashed massive airstrikes in Operation Desert Storm, turning Iraq's skies red. By February, a ground offensive lasting just 100 hours forced Iraq's army to retreat, and Kuwait was liberated. After losing Kuwait, what move do you think Saddam... Значи, практично во оваа едногодишна војна, Садам успеа да изгуби поддршката од целиот Запад, а со тоа и да добие дебели санкции. Као што видовме, така наречената Operation Shield или операција како беше пустински штит, практично Саудиска Аравија и Мурика заедно со сите останати западни пиуни го напаѓаат Ирак и го принудуваат да го ослободи Кувајт со тоа што западни сили влегуваат на територијата на Кувајт. Сега, после ова се имплементирани санкции кои што траат до екзекутирањето на Садам Хусеин и целосна окупација на Ирак. Односно, после окупирањето на Кувајт можеме да видиме дека се имплементирани стандардните санкции кои што ги гледаме апсолутно во секој од претходните видеа, а тоа се прво целосна блокада на било каков тип на извоз и увоз. Нормално во оваа ситуација највеќе важи за главниот продукт кој што се извезува од Ирак, а тоа е нафтата. Arms embargo, односно се запира било каков тип на прилив на оружје од страна на било која држава која што е членка на Обединетите нации. Не заборавајте дека овие санкции се имплементирани од страна на Советот за безбедност, што значи дека и USSR, односно СССР во тоа време, бил на страната на Западот за да се имплементираат овие санкции. Бан на авиација, замрзување на средства и нормално замрзување на било каков тип на продукти кои што имаат дупла намена, кои што може да бидат искористени во производство на оружје. Со тоа што овие санкции, како што веќе кажавме, траат до 2003 година, за тоа во следниот дел од видеото, кога нормално е целосно превземена контролата на Ирак од страна на западните сили. Како и да е, овие санкции, како што знаете, сами го имаат истиот ефект, можеме да го видиме и во оваа ситуација врз економијата на Ирак. Односно, од 1980 година па до 1988 година, како што можеме да забележиме, GDP per capita, значи тоа е бруто домашен производ по глава на жител, е намален драстично. Значи во тој момент губи негде околу од би рекол околу 10.000 па негде до би рекол 6.000, тоа е добри 40% од GDP растот е намален, дури и во негатива. Дополнително може да забележиме дека потоа со инвазијата врз Кувајт ова паја драстично на само под $2.000. Односно, гледаме дека со претходната војна би рекол дека е во нормала растот на GDP како во предвојниот период. Но во моментот кога се имплементирани санкциите, погледнете ова. Драстичен пад
на практично 5 пати пониско ниво од кое што го постигнале пред почетокот на овие војни. Што значи дека во Ирак имаме апсолутна депресија кога станува збор за економијата. Нормално нема поента на производство кога не може да извезувате, така да во оваа ситуација гледаме дека апсолутно е уништена економијата на Ирак и тоа, како што може да забележите, за само една година од имплементирање на овие санкции. Дополнително може да видиме дека инфлацијата буквално прелетува преку 400% во период од само неколку месеци во 1990 година, повторно, поради енормно принтање на пари на државата за да може да одржи контролата и нормално поради забраната за трговија надвор од Ирак се извинувам, автоматски истите ефекти ги гледаме во секоја држава која ќе бидат имплементирани овие санкции. И овде јасно може да видиме дека дополнително главниот продукт на Ирак останува да биде нафтата. Можеме да видиме дека иницијалниот пат кој што го имал во 1990 година на производството драстично делувал нормално и на GDP растот и на растот на инфлацијата. Значи, нема поента да произведувате ако не може да извезувате. Произведуваат колку што конзумираат, оваа жолта линија. Па така и останало, како што можеме да забележиме во овој период се до така речено 1996 година, истите произведувале нафта само толку што конзумираат затоа што не можат да извезуваат. Сега, како и да е, значи во целиот овој период, како што можеме да забележиме, Ирак некако успева да преживее, иако јасно можеме да видиме дека драстично делува врз неговата економија. Повторно, истата ситуација. Извозот на нафта автоматски паѓа на најниско ниво во историјата на Ирак во поновата историја, за потоа постепено да почне да расте во период од 1997 до 2003 година, а сега ќе видиме и зошто. Односно, пред официјалниот пат на Ирак и окупацијата од страна на Западот, откако Ирак се повлекува, успева да на некој начин рестартира својата економија, како што можеме да забележиме, и со извоз, и со производство во овој период пред падот целосно на овој режим. Сега ќе видиме како. Значи, нормално станува збор, како што тоа го правил и Иран, ако се сеќавате во нашето видео за Иран. Значи, тоа го правил преку посебен тип на црн пазар и нормално, или како да кажем, оној забранет black market, каде што преку мрежи на нивните, би рекол, соседни земји, успеваат да продадат голем дел од нафтата која што им е потребна. Се вели дека до 1 милијарда долари успевале преку овој black market или така речено нелегален пазар да добијат ревенју, односно приход од нафтените, да речем, извози од Ирак во периодот до 2003 година. Значи, преку Јордан, Сирија, Турција успеваат да го продадат овој продукт. Сега, нормално ова нема да трае долго. Официјално доаѓаме до, би рекол, крајниот дел кога станува збор за владењето на Садам Хусеин, што уствари ќе биде и последниот дел од ова видео, а тоа е инвазијата врз Ирак во 2003 година. Зошто е ова толку битно? Значи, треба сега овде е многу битно. Сакам да ви покажам која е официјалната приказна која што ни ја пласира Западот, а која е реалната приказна во позадина на сето она што случуваше во Ирак во инвазијата во 2003 година. Сакам да знаете дека економските причини се главниот двигател за оваа инвазија, во она што ни било пласирано на Западот, и ќе видиме како се тоа изгледа. Да, потврдено е дека режимот на Садам Хусеин по сегубењето на војната во Кувајт во овој, би рекол, период е екстремно негативен кон своето население, имаме крајна репресија, тоа е во ред, тоа никој не го оспорува, но причината поради која што Западот напаѓа и понатаму останува некакво си присуство на WMD, односно Weapons of Mass Destruction, или оружје за масовно уништување. Сега, да погледнеме што ни пласираше Западот и како тоа нормално на крајот излезе. Значи, мораме да знаеме реалната состојба, зашто? Затоа што ова се нашите стратешки партнери. Треба да знаеме што нашите стратешки партнери прават на исток, затоа што утре истото може да ни го направат и нас. Да се потсетиме, Ирак во војната против Иран бил партнер со Западот. From CBS News headquarters in New York, here is Dan Rather. It was just over 90 minutes beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq that U.S. warships and planes, there were F-117 stealth bombers involved, launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom. Ирачка слобода
Значи, еве како тоа ни беше пласирано во тој период, значи јас можеби не бев толку возрастен, но бев доволно возрастен за да нормално ги проследам овие настани. Ирачка слобода. Значи, така се нарекуваше оваа операција или Rolling Thunder, исто така имаше уште нешто, но беше као демек ние сме овде да го ослободиме ирачкиот народ од опресија, од нивниот негативен владетел кој што е диктатор и така натаму. И ова беше што зборуваше ова копито од председател, значи пред да почне војната, а да видиме кои беа резултатите и што уствари се случи за време на војната и што они предизвика ослободувајќи го Ирак. The majority of the American people trusted the president, and why shouldn't they? He had spent the better part of the last year giving them every reason why we should invade Iraq. Значи, секоја војна на Блискиот Исток и подалеку од Блискиот Исток, прво е дебело, нормално, обработена на медиумите, како Америка доаѓа да го спаси локалното население, како Америка е само за демократија заинтересирана, тоа што постојано го зборуваме, па така и овде, вели една година, народот е буквално убедуван дека Америка треба да дојде да ги спаси луѓето во Ирак. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon, nuclear weapon, nuclear weapon. Active chemical munitions bunkers, mobile production facilities. We know he's got chemical weapons. Значи, не заборавајте дека овдека зборуваат за нуклеарно оружје и за хемиско оружје. Наводно, Садам Хусейн се обидува да добие нуклеарно оружје и веќе вика знаеме дека поседува хемиско оружје. Сите овие кловнови што ги гледате овдека, прво да не заборавиме дека хемиското оружје кое што го има Садам Хусейн не е произведено директно од Садам Хусейн, барем не во голем дел, туку доаѓа од Западот во време на Ирак-иранската војна. Односно, Западот е тој кој што на Садам Хусейн му носи хемиско оружје и тоа го потврдивме, ако се сеќавате, во претходниот дел, каде што Западна Германија, Мурика, Мала Британија, Северна Афричка колонија, Франција, Италија и Шпанија се оние кои што го обезбедуваат Ирак со хемиско оружје. Што значи, да, има хемиско оружје, но од кого? Од друга страна, она што дефинитивно е потврдено од како сето ова е завршено, целата оваа штета е направена, е дека апсолутно никогаш и никаде во Ирак не се најдени никакви траги од оружје за масовно уништување. Посебно кога станува збор за нуклеарно оружје, овдека е многу добро објаснето, вели, во 1990 година пред војната против Кувајт, Ирак бил многу повеќе способен да направи нуклеарно оружје отколку во 2003 година пред оваа војна. Односно, јасно можеме да видиме дека сето тоа е апсолутна лага. Сите оние инспектори кои се пратени во Ирак да најдат било каква трага на хемиско, биолошко или нуклеарно оружје, не наоѓаат апсолутно ништо. Односно, причината или приказната зошто е нападнат Ирак е апсолутна лага. А сега да видиме која е реалната приказна. Нормално прво да видиме како со тоа се справија овие ретарди во самото, би рекол, помрачен оваа војна, откако беа убиени огромна количина на цивили. Да слушаме што има да каже ова копито председател, откако војната беше завршена и беа убиени пола милион цивили. Suiciders to kill an innocent life, who had relations with Zarqawi. Imagine what the world would be like with him in power. The idea is to try to help change the Middle East. Now look, part of the reason we went into Iraq was the main reason we went into Iraq at the time was we thought he had weapons of mass destruction. It turns out he didn't, but he had the capacity to make weapons of mass destruction. But I also talked about the human suffering in Iraq. Значи, прво, као што веќе утврдивме од вештачка интелигенција која што ги анализира сите извештаи од тој период, не, Ирак немал капацитет за изградба на било каков тип на оружје од масовно уништување, као што веќе гледавме. Значи, во период пред војните во 1990 година бил многу повеќе способен за тоа, но тогаш не биле заинтересирани да го нападнат, затоа што Ирак бил на страната на Западот. Најнаш од 2003 година зборуваат за каков капацитет, кој што нивните инспектори не успеале да го најдат. Вели, а од друга страна, and I also talked the need to advance a freedom agenda. And so my answer to your question is that
Imagine a world in which Saddam Hussein was there, stirring up even more trouble in a part of the world that had so much resentment and so much hate. Значи овдека зборува за тоа како они уствари дошле да ги одбранат ирачките цивили, како овдека дошле да донесат некаква си слобода. Да, значи ова беше крајот на Садам Хусеин, а да видиме како изгледа човечката слобода и заштитата нормално на домашното население откако Америка стапи на територијата на Ирак. Saddam Hussein's capture pictures you have never seen before. You would never expect someone like Saddam Hussein to be treated like this, but that is just a reminder that nobody is untouchable. Like this photo of him being dragged from his hiding hole like a rat on December 13th, 2003. A picture of Saddam Hussein with a bag over his head. Со тоа што Садам Хусеин е брзо после неговото нормално апсење, е екзекутиран нормално од новиот режим поставен во Ирак од страна на Западот. Сите знаеме до ден денес на кого служи овој режим, но тоа ќе го покажеме детално. Односно, за оние кои што не знаат, во војната во Ирак од 2003 година можеме да видиме дека има 460.000 жртви, меѓу кои неверојатни 210.000 од истите се насилна смрт на цивили, замислете. Значи, половина од овие 460.000 се уствари убиени насилно, и тоа се цивили, замислете. И ова е како се одвивала војната. Може да замислите, значи, најголем дел од овие цивили не се убиени од ирачката војска. Најголем дел од овие цивили се убиени од прозападните ослободители. И кога е запрашана Медлин Олбрайт, која што во тоа време била секретар на Мурика, како што денеска е Рубио и претходно беше тој залижаниот во Украина, дали вреди да се убијат пола милион луѓе, почнувајќи уште од санкциите во 1990 година па до војната во 2003 година, еве истото што одговорила, чисто да знаете кои се вашите партнери. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Ете, вредел. Вика половина милион деца, значи не цивили, тоа е само цивили кои што се умрени во текот на 2003 година. Но од 1991 година и овие санкции кои што се имплементирани 13 години врз Ирак, починале половина милион деца. Вика тоа се повеќе, вика, деца од Хирошима. Но кога ќе ги запрашате нашите стратешки партнери, кои што денеска толку сте горди да ги нарекувате партнери, велат дека тоа било нормална цена да се плати за демократија. Не се секирајте, не е само тоа. Еве која е вистинската причина поради која што е убиен Садам Хусеин, нема апсолутно никаква врска со оружје за масово уништување. И овие пола милион деца кои што моментално самиот новинар ви кажа дека се убиени поради многу подруга причина. Во 2000 година во октомври, верували или не, Садам Хусеин имал муда да одлучи да продава нафта надвор од долар, да продава нафта во евро. И тоа доаѓа од CNN. Значи ова не доаѓа од некој небитен, нели, медиум во тоа време. И овдека имаме од 2003 година, значи 3 години подоцна, уште еден артикал од The Guardian кој што вели Ирак, вика, направи многу добар профит, вика, од отстранување на доларот и имплементирање на еврото за продажба на нафта. Што значи дека ова навистина се случувало во тие 3 години пред да биде екзекутиран Садам Хусеин и да биде окупирана неговата земја. Односно, може да забележиме дека иницијално само првите неколку месеци од имплементирањето на оваа мерка од страна на Садам Хусеин, вредноста на доларот паднала цели 9%. Уште еднаш, значи ова е голем чекор, затоа што до тој момент никој не се освенил да направи вакво нешто кога станува збор за продажба на нафта. Посебно кога Ирак е дел од ОПЕК, кој што нормално е, би рекол, покровител на петродоларот. Ова е смртниот греф на Садам Хусеин и Ирак, апсолутно ништо друго. Моментот кога истиот почнува да продава нафта надвор од доларот. И можеме да видиме дека во 2000 година кога тоа го направил, овој простор кој што му бил оставен да се уште функционира, макар и тоа да го прави преку, да речем, црниот пазар, ефективно запира. Односно, од имплементирањето на продажбата на нафта во евра,
од 2000 година до 2003 година, кога е елиминиран Садам Хусейн, гледаме дека имаме огромен пад на производството и извозот на нафта од 2,5 на 1,5 милиони барели. Втора битна причина е фактот дека Ирак се наоѓа на пето место по знајни, би рекол, резерви на нафта. Ова не е случајно. Знаете дека ако една работа Западот многу сака, тоа е нафта. Така и во оваа ситуација гледаме дека поголем дел од државите кои што се или директно под нивна контрола или пак се нападнати се во една или во друга причина дел од оваа листа, како што е Венецуела, која што е под окупација на Мурика, Саудиска Арабија, која што е главниот партнер, Иран, кој што моментално е под напад, Канада, која што сакаат да биде 51 држава на Мурика, Ирак, кој што е ефективно под инвазија до ден денес на Мурика, Обединетите арапски емирати и Кувејт, кои што се нормално дел од ОПЕК и кои што се директни партнери со Мурика, и нормално Либија, која што исто така беше уништена од страна на Западот. Што ви кажува дека од овие 10 или сте на страната на Западот или ќе имате инвазија, така. Па истата ситуација важеше и за Ирак со пето место или 8,2% од вкупната количина на резерви на нафта во светот. А од друга интересна работа, во 2018 година кога дојде ова Копито, кој што стана председател на Мурика, 2 пати поред, верувале или не, вели, најголемиот дел од неговата така речено кандидатура бил покриен, верувале или не, од нафтените компании, односно 1,5 милиони долари во 2000 година, кога така речено ги добија претседателските избори, му се покриени од страна на лобито на нафтените компании. Сигурно ништо, што ви рекле, сигурно коинциденција. Интересна работа што може да забележиме е дека после овој иницијален пат и нормално инвазијата и превземањето на контролата на Ирак, гледаме дека како наједнаш и производството и извозот на нафта апсолутно експлодира. Од 2003 година, кога бил 1,5 милиони барели на ден, до неверојатни 4,5 милиони барели во 2017-2018 година и се уште расте. Но сега да видиме зошто. Значи, што можеме да забележиме овдека? Вели, во 2009 година за прв пат почнуваат да се даваат лиценци за производство на нафта на држави, на компании надвор од Ирак. Како што се сеќавате, во 1972 година, значи беше целосно национализирана индустријата и сите производствени капацитети беа во рацете на државата. Што значи дека биле на еден или на друг начин во рацете на ирачкиот народ. 2009 година целосно се променува тоа. И сега погледнете во овој дел. 2023 година, вели, до 2023 година British Petroleum успеал да извезе и произведе 15 милиарди долари фунти вредна нафта од Ирак. Или, еве како тоа изгледа од 2010 година, а рековме, тоа е буквално една година од како почнуваат да даваат лиценци на странски држави за производство и ископување на нафта. Од 2010 година апсолутно експлодира производството и извозот на нафта од страна на British Petroleum. Се сеќавате која е компанијата која што владеела со Ирак во периодот на кралот? British Petroleum. Така, најнаш British Petroleum се враќа како еден од главните производители на нафта. И ова е најдобриот дел. 2003 година, војната и незиното, така речено, завршување, можеме да видиме дека до 2009 година, горе-доле, најголемиот дел од нафтата, не најголемиот, 100% од нафтата била произведена од страна на државата. Дори ова зелено што гледате овдека е уствари курдскиот дел на Северен Ирак, кој што практично е сепак нормално компанија која што е дел од Ирак. Од 2009 година можеме да видиме дека целосно е превземено производството од страна на западни и источни секакви компании, меѓу кои British Petroleum со најголем процент од производството на нафта во Ирак, PetroChina на второ место, Lukoil, тоа е Русија на трето место, Eni, тоа е Италија на четврто место и останува Курдистан. Тоа е единствениот дел кој што уствари и понатаму останува да биде во некоја мала количина во рацете на Ирак. Оваа сина зона, која што е во рацете на државата, гледаме дека останува незначителна. Тоа значи дека од 2009 година целосно е превземено производството на нафта од надворешни актери. Апсолутно ништо моментално не доаѓа во рацете на ирачкиот народ. Потенцијално може би плаќаат некој процент, но гледаме дека еве како изгледа кога ќе дојдат да ве ослободат, така ги ослободуваат од вас и вашите резерви на нафта. Во исто време ово што гледате овдека е контейнер со злато кој што е нормално државните резерви на злато на Ирак. Откако се сликале овие ослободители, верувале или не,
овие огромни количини на злато едноставно исчезнале. Единствениот, би рекол, приближен момент кој што успеав да го најдам за тоа како изгледаат резервите на злато е овој чарт кој што магично, верувале или не, од 1918 година до 2003-2004 година имаме период во кој што 4 милиони тони нато, се извинувам, злато исчезнале. Пак ќе кажеме, значи од 1918 година, нормално ова е период кога веќе превзема Садам Хусеин, претпоставам дека не биле репортирани количините на злато, што би било нормално, но не може некој да ми каже дека 4 тони злато едноставно исчезнале. Очигледно можеме да видиме дека овие 4 тони злато отишле кај Чичко Сем. И нормално од тој момент можеме да видиме дека Ирак повторно почнува да ги гради своите резерви на злато. Но уште еднаш ќе напоменам. Значи не само нафта, 4 тони злато се украдени од ирачкиот народ. Супер е кога имате вакви стратешки партнери. Убиваат пола милион од вашето население, го преземаат целосно пазарот за нафта и на крајот од денот дури и вашите резерви за злато ги елиминираат целосно. Одлично е кога ќе добиете ваков тип на слобода, така. Сега, добро е тоа што на крајот, ако ништо друго, барем после оваа војна ефективно ги тргаат сите санкции, нормално, без овие санкции едноставно нема да може да се извезува од оваа земја, а сите овие, би рекол, колониалисти од исток и од запад, нормално е дека негде треба да го извезат ова злато, така, се извинувам, ова црно злато, нафта. Па така и во оваа ситуација, веднаш после екзекутирањето на Садам Хусеин, се тргнати сите до тогаш имплементирани санкции, освен оние кои што важат за оружје и за замрзнување на финансиски средства кои што биле во рацете на Садам Хусеин и неговата, би рекол, поблиска елита. Така да на крајот од денот можеме да видиме дека економијата на Ирак моментално функционира нормално. Можеме да видиме дека после завршувањето на ова би рекол поглавје, производството на нафта продолжува да расте, као што можеме да забележиме енормно, но не заборавајте дека тоа не е во рацете на ирачкиот народ. Како и да е. Кога ќе погледнете, вас ви изгледа дека одлично се одвиваат работите во Ирак и дека ово што го направил Западот е сосема оправдано, така што рече Медлин Олбрајт, така 500.000 деца и не е така голема цена кога станува збор за нова колонија во неоколонијалниот Запад во 21. век, као што може да забележите, GDP понатаму расте, но пак ќе кажам, плодовите од овој GDP каде одат, тоа е друго прашање. Пак секогаш вратете се на овој чарт, каде што јасно може да видите, овој чарт направен од вештачка интелигенција, каде што барав да ми покаже кои компании имаат колку голем дел од производството на нафта во Ирак. Се ви кажува овој чарт. Делот попаѓањето на Садам Хусеин, преземањето на Мурика, повлекувањето на низината војска во 2011, враќање назад за време на ИСИЛ, ќе го поминеме во вториот дел од овој серијал. Верувам дека ви се допадна. На крајот од денот сакам да ви покажам колку само економијата е битна и колку економијата секогаш е или главната причина поради војните, или пак е главното оружје во војните. Се надевам уживавте и уште еднаш поддржете не, станете дел од нашата Patreon заедница. Линк до Patreon заедницата може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа. А со оваа мала членарија ни помагате да можеме да правиме уште повеќе вакви бесплатни материјали за македонците ширум светот и добивате привилегии, прво да бидете дел од нашите чатови, може да споделувате ваши информации, нормално анализи, да учествувате во дебатите на нашите чатови. Дополнително имате приоритетни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно, имате лайвстрим еднаш месечно кој одговараме на сите ваши прашања и сите овие офлайн видеа, како што е моментално видеото денес, го добиваат прво членовите на нашата Patreon заедница, потоа го објавуваме на сите наши канали. Дополнително, за оние кои што сакаат да го регулираат своето членство на годишно ниво, тоа може да го направат во крипто, само кажете ни на која валута ви одговара на cryptogimidžija@gmail.com. Ние ќе ви испратиме адреса од таквата валута. Ова се сумите со 30% попуст од Patreon, а нормално на истиот мејл ќе ви пратиме и линк до годишно членство на Patreon заедницата. Ви благодарам. Се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGimidžija и од топлата Малта. Од Велес до светот, CryptoGimidžija, знаеш, гоце до небо,
утро ги фаќа во живо се брате, кај што знае забава да пука на монитор бројки, график нерви од биткоин до трендови ги читаат први македонец за македонец. Тоа е слоганот, не продаваат магла, туку знаење за џабе кај што други се губат во шуми, во хаос. Тие ловат вести па прават баланс и јасност, една вест, две вести, трета веќе се менува, а тоа што ги следи лесно логика си реди. Криптогемиджија со око за ризик и год се до него не спија, тоа е факт. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно, кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец, македонец за македонец. Гемиджијата не води по патот, криптогемиджија со год се дозори. Криптогемиджија уча цела бригада во живо. Криптогемиджија со год се дозори. Криптогемиджија уча цела бригада во живо. Йоу, макроекономија, брате, не е шега. Мурика со зелена тоалетна хартија, М2 сирока, принтерот пуштен на јако, од свет до селото Брисел. Вести се ронат од блискиот исток до Брикс и Мала Британија. Геополитика, ко мрежа од жици, еден потек таму, а ефект тука у очи. Секоја вест од светот ја носат со тежина. Не е само кликбейт, туку слика и тлабочина. Не баѓаат на фейк туку се следат сите страни. И кога каналот гори, тие се тука влегуваат во дебата со анализа во рака. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно, кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец, македонец за македонец. Со год се до последен фак, хук, фак. Гемиджијата не води по патот. До утрински часови не знаат за доста, се рокаат теми преку криптонис. Од шема до шема, од график до график. Кажи му на братот нека слуша и нека знае. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец, македонец за македонец. Гемиджијата не води по патот, криптогемиджија со год се дозори. Криптогемиджија уча цела пријада во живо. Криптогемиджија со год се дозори. Криптогемиджија уча цела пријада во живо. Криптогемиджија света фотија манија, сме будни гемиджија тера, фактите се судни. Македонец за